Јајната клетка е најздрава и со најголем репродуктивен капацитет во 20 години. Од 20 до 30. Дури и по 20-та година нема таков капацитет, односно има зголемен процент на анеуплоидии. Значи, една деценија ние од универзума дадена, од 20 до 30 година, кога ние можеме да се репродуцираме со здраво поколение. Яйцеклетката доколку се замрзне како помлада, таа кога се одмрзнува, значи е во таа фаза кога како кај 25 годишна девојка, нели, доколку ние ги замрзнеме јајните клетки на 25 години, а сакаме да ги одмрзнеме на 35, тогаш ние ќе имаме јајни клетки, ќе работиме со јајни клетки како на 35 на 25 на 25 години, извинете. Значи се замрзнува во време и простор. Да, ни се клетките помлади, да речеме, со тоа зошто е тоа битно, заради тоа што пред се не само што има, нели, наталожување на грешки, ДНК и слично, меѓутоа сепак тие клетки се во најдобар репродуктивен капацитет, значи имаат најдобра структура и енергија за да може, нели, понатаму да потенцијал да се направи оплодувањето и да се добие до развој на добар ембрион. Исконската желба на човекот е да биде бесмртен. Од секогаш мечтаел за бесмртност и за вечноста, без да размислува дека човек останува вечен, оноку колку што остава дела зад себе. Еве го спомнам пример Волт Дизни замрзнат, меѓутоа се уште не е одмрзнат. Во овој подкаст ќе зборуваме токму за процесот на замрзување на гаметите со нашата гостинка на радост и на доктор Татјана Гружанова и на моја радост која ќе кажам бивша Корчагиновка. И секој подкаст го спомнува тоа. Спомнувам така баш со право на тоа. А сега однодамна и официјален регионален тренер за процесот на замрзување на гаметите и ембрионите. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за уште една емисија, уште еден подкаст. Да, тоа е желбата, нели, на сите за бесмртност. Нашата желба за сега е да замрзнатите ембриони успешно ги одмрзнеме со цел, нели, за да добиеме потомство. Така и да знаат домакинките дека нема да кажуваме како се замрзнува патлиџенот или месото или рибата, туку ќе зборуваме за нешто многу посериозно. Да, за среќа, сепак во кујната можеби не сме толку вични, често, да, меѓутоа на работа со замрзнување и одмрзнување се среќаваме секојдневно, веќе ни е тоа рутинска постапка. Така, еве, како е да сте тренер на за среќа неудобна да имав чест да бидам назначена како регионален тренер за процесот на витрификација. Тоа е процес односно на замрзнување и одмрзнување на јајни клетки, сперматозоиди, гамети односно и ембриони. Беше одлично искуство, се надевам дека моето знаење понатака ќе има можност да го пренесувам на други млади ембриолози. Така, првен да објасниме дека тоа не обично се шират митови или дека штом нешто ќе се замрзне, кога ќе се одмрзне веќе не е тоа. Да, тоа е еден од митовите во ембриологијата, дека замрзнатите ембриони не се доволно добри. Меѓутоа, ние го побиваме тој мит секојдневно, бидејќи имаме многу добри резултати со одмрзнати ембриони, односно трансфер со одмрзнати ембриони. И тоа ќе го збориме, нели, во еден од наредните подкасти, зошто имаме не само задоволителни, туку зошто имаме подобри резултати отколку при класично инвитро. Заради тоа што и јас мислам дека таа тема да оставиме за некој од наредните емисија, денеска да збориме во интерес на времето повеќе зашто замрзнуваме јајни клетки, зашто замрзнуваме сперматозоиди, а во наредната емисија да зборуваме конкретно за ембрионите. Тоа најмногу ќе ги интересира пациентите кои што веќе прошле или праѓаат низ процесот на инвитро и, нели, имаат можност да замрзнат ембриони. Ето, веќе го најавивме следниот подкаст, тогаш сега да се концентрираме на конкретно замрзнувањето. Па јас би го превзела, нели, почетокот на овој подкаст со замрзнување на зошто замрзнуваме, кога се советува да замрзни. Сега не збориме за парови, туку збориме кога замрзнува една жена јајни клетки, кога замрзнува еден маж сперматозоиди, а Мимики ни го објасни токму, затоа, нели, јас ја викнав да ми биде мене гостинка во емисијата, да ни го објасни процесот, што тоа значи, што е витрификација, што е криопрезервација, што значи кога ќе се одмрзнат, каков е капацитетот на оплодување и така натака и така натака. Значи, повеќе би се насочила кон замрзнување на јајните клетки. Почетокот, а после тоа би продолжила и со замрзнување на сперматозоидите, заради тоа што во едно од претходните подкасти Драгица ни го разби митот за тоа дека мажите не стареат. Напротив, дека стареат со 5 години за доцнување.
и дека зошто и кога треба и тие да замрзнат сперма доколку не се оствара до одредена возраст, нели како татковци. Мажите онака секогаш доцнат за жените, па и во процесот на старење. Така е, да, за среќа. За јајните клетки. Тоа е една интересна тема која што никогаш не е доволно исцрпена да се зборува. Тоа е веќе рутина во повисоко развиените земји, европските, западните вакво земји, каде што се препорачува на, нели, гинеколозите препорачуваат на своите пациентки кога веќе се доближуваат од 30 до 30-та или веќе до 35-та година, го прават тој разговор со пациентката кога планира да се оствари како мајка, дали планира да се оствари како мајка, пошто е многу легитимно и да не сакаш да се оствариш како родител, како планира, дали има партнер, дали планира бременост или планира да замрзне јајни клетки. Значи им се дава можноста од социјални причини на жените кои што се доближуваат до 35-та година да замрзнат јајни клетки, односно, нели, свој сопствен генетски материјал, а не се остварили, не планираат во догледно време да Која е возрастната граница до 35? Возрастната граница е 35. Значи 36 веќе не Значи може. процентот на успех најдобро е да се замрзне јајни клетки од 25 до 30 години, доколку една пациентка, нели, една млада жена не планира да оствари бременост во наредните 2, 3 или 4 години. Потоа капацитетот на квалитет на јајната клетка, она што го зборевме во претходните подкасти, дека како поминува времето се акумулираат грешки во ДНК-та на јајната клетка и со тоа таа јајна клетка носи повеќе поголем процент на анеуплоиди, значи да создава ембриони со анеуплоиди или со синдроми, кој што ќе доведе понатака до спонтан абортус или ќе доведе до неостварување на бременост. Значи идеална јајната клетка е најздрава и со најголем репродуктивен капацитет во 20 години. Од 20 до 30. Дури и по 20-та година нема таков капацитет, односно има зголемен процент на анеуплоиди. Значи, една деценија ни е од универзума дадена, од 20 до 30 година, кога ние можеме да се репродуцираме со здраво поколение, доколку не сме оптоварени. Универзумот не мислам на магистарски, докторски. Не мислам на магистарски, докторски, точно така, универзумот. Тоа е социјалната причина на замрзнување. После тоа имаме причина кога се соочува со одредена болест. За жал, се повеќе гледаме примери во нашите ординации на млади жени што се соочуваат со онколошки заболувања. Тогаш исто така, пред да се започне со посебно цитостатскиот третман, односно хемотерапијата, која што најмногу ја уништува јајната клетка на ниво на ДНК, односно ги уште повеќе ги зголемува тие грешки на ниво на ДНК, се предложува и ние настојуваме што повеќе таа информација да ја пренесеме и на гинеколозите, но и онколозите да предложат на таа млада жена да замрзне јајна клетка. Или пак ако се соочува со некој автоимуно заболување, каде што тоа автоимуно заболување води кон уништување на оваријалната резерва и јајните клетки, или антителата го напаѓаат јајникот, или пак треба да прима терапија која што знаеме дека понатака ќе го намали квалитетот и бројот на јајните клетки. За жал, почесто се одлучуваат за замрзнување на јајни клетки после 35-та година. И тоа, за жал, пак ќе кажам, после 38-та година, во 40-та година, кога веќе не се оствариле како родител и сакаат да добијат уште некоја година плюс, јас ќе кажам и кратко и јасно ќе биде мојот совет дека најдобриот квалитет се добива од 25 до 30 и тоа треба гинеколозите со своите млади пациентки да разговараат, нели, за и репродуктивната иднина, не само за репродуктивното здравје. И исто така од 30 до 35 веќе почнува да се намалува квалитетот на јајната клетка, но сепак имаме можност да го оствариме мајчинството доколку замрзнеме јајни клетки. Над 35-та до 38-та година е веќе, да кажеме, на долната граница на репродуктивна моќ, а над 38-та година е тоа веќе во проценти од 1 или 0,5 шанса да се оствари мајчинство ако се замрзнат јајни клетки над таа возраст. Но ако сака пациентката на нејзино инсистирање, дали клиниката ќе дозволи со нејзина Дефинитивно, согласност? доколку се, например, одредени параметри кои што ги испитуваме во ред, како што е
хормонален статус, кој што е многу битно, да има хормонален статус здрав, односно балансирани хормони, доколку антимилеријан хормон, кој што е хормон за одредување на оваријална резерва, е над единица или барем над 0,5, заради тоа што правилото кое што ни го налага ЕШРЕ и ЈАСРМ, тоа се тела, ЕШРЕ е европско тело за регулирање на третманите за инфертилитет, а АСРМ е Американското здружение за лекување и третман на инфертилитет, кои што се релевантни на светско ниво и кои што се земаат како водачи, кои што го се создаваат протоколите, велат дека на 38 години, ако антимилеријан е под 0,5, тогаш се препорачува донорска програма. Значи не се препорачува дури ни класично инвитро со сопствени јајни клетки, ниту пак замрзнување на јајни клетки. Сепак е тоа коректно, со стандардни, со стандарди, со све, и тоа се прифатени, значи тоа е метод, замрзнувањето на јајна клетка е прифатлива и препорачена метода од ЕШРЕ и од АСРМ со цел, значи затоа треба исто така и добро да се разговара со пациентите дека тоа не е гаранција дека ќе се биде родител, туку е шанса да се продолжи, да се одложи мајчинството, односно да се реализира кога ќе има можност тоа да го оствари. Здравствени, социјални услови и така натаму. Значи, може да ги замрзне во своји 30 години, а да се оствари како мајка во 40 или 50 години. Токму Мими затоа ќе ни објасни нели колку е векот на издржување на тие замрзнати јајни клетки и сперматозоиди и така натака и така натака. Сега тука би кажала и за машката популација, значи дека и кај нив не е лошо да практикуваат. Они се некако, мислам дека најмалце проучени во процесот на оплодување, најмалку се обраќа внимание, барем жените, женската популација имаат своји гинеколози, матични гинеколози кои што се веќе навикнати да ги посетуваат и веќе може да добијат насока, смерница како да се движат. Машката популација оставена само на нели фамилиарните доктори, нема некој конкретно што се грижи за нивната репродукција и да им даде вистински совет дека не е лошо да се направи спермограм во касни 20, нели, или во рани 30, и доколку себе си не се гледа како родител во тие 20 или 30 години, дека веќе во 40-тата година, односно во 30-тите години не е лошо и да замрзне материјал собствен, за да може понатака да се оствари како татко, затоа што времето ќе намали неговата репродуктивна способност, не само времето како време, како физичка големина време, туку и изложувањето на надворешни фактори, аерозагадување, лош начин на живот, стрес, лош начин на исхрана, кој што е веќе станато најнормален, нели, начин на живот во денешницата. Ете ги повторно незнаењето и предрасудите како непријатели на прогресот на човештвото. Точно така, и тоа на тие предрасуди, жртви на предрасуди, така јалова, неплодна. Да, и како што кажа дека над 40-тата година веќе ДНК фрагментацијата се зголемува кај спермограмите, односно на сперматозоидите, а тоа е таложење на грешки на ДНК на сперматозоидот и тоа е фактички понатака и неможност да создаде живот и неможност да се оствари како татко. Затоа потребно и тие да навремено прават базични испитувања за своето репродуктивно сексуално здравје. Да придеме малку на технички како тоа официјален и регионален тренер за процесот на замрзнување. Како сето тоа оди, можеби некои статистички податоци, дали некогаш ви се случило вашата лабораторија да имате јајцеклетка од 40 години? Да, секако. Значи јајцеклетките се доста нежни клетки. Да, се добиваат само и тоа, раскажи го и процесот, нели, како доаѓаме до тоа дека нема на најприроден циклус било кога да ја закажеме да ги колекционираме, туку дека треба да помине низ младите девојки кои што се среќаваат или жени, да, или сакаат да замрзнат јајни клетки со цел подоцна да станат мајки или имаат некој медицински проблем. Не се запознаени пред се со моментот дека тие сепак треба да поминат со преку нели стимулација на јајниците за да добиеме поголем број на јајни клетки истовремено, да се направи пункција, да се извадат јајните клетки, потоа тие да се обработат и да се замрзнат. Сакам да кажам дека неодамна имаше во Америка една цела кампања каде што големите фирми им нудеа на млади девојки од 25 години па нагоре бесплатно, значи да ги замрзнат нивните јајни клетки, односно фирмата плаќаше за тоа. За тие нели во најдобрите години кога се најработоспособни да може да се посветат на кариерата, а подоцна да нели станат мајки.
Така да доста мислам дека Хуман потек. Хуман потек, да, со цел да се искористи работниот потенцијал на жената. Меѓутоа, во тој момент доста од жените ја дознаја оваа можност за да ги замрзнат своите јајни клетки и понатаму да се остварат како мајки. Во Македонија се уште мислам дека свесноста не е на тоа ниво, нели не се запознаени можеби со оваа можност за замрзнување на јајни клетки. И можеби не знаат дека е безбедно тоа за нив, нели? Еве ние за тоа сме тука да објасниме на пациентките дека тоа е сосема безбедно и многу добро решение за нив доколку тие нели немаат партнер или не сакаат во своите моментална ситуација 20-30 години, да. Значи замрзнатиот ембрион јајцеклетката всушност кога ќе се одмрзне е иста. Смрзната. Сега нека дојде до таму, нека го објасни целиот процес на вакво на витрификација и на све. Ние процес каде што значи на некој начин го ја стопираме значи плодноста. Кај жената односно одложено нели мајчинство, со тоа што јајцеклетката доколку се замрзне како помлада, таа кога се одмрзнува, значи е во таа фаза кога како кај 25 годишна девојка, нели, доколку ние ги замрзнеме јајните клетки на 25 години, а сакаме да ги одмрзнеме на 35, тогаш ние ќе имаме јајни клетки, ќе работиме со јајни клетки како на 35 на 25 години, извинете. Значи се замрзнува во време и простор. Да, ни се клетките помлади да речеме, со тоа зошто е тоа битно, заради тоа што пред се не само што има нели наталожување на грешки, ДНК и слично, меѓутоа сепак тие клетки се во најдобар репродуктивен капацитет, значи имаат најдобра структура и енергија за да може нели понатаму да потенцијал да се направи оплодувањето и да се добие до развој на добар ембрион. Така да тоа е исто така битен момент. Зошто пациентките нели можеби и после 35 години имаат јајни клетки, меѓутоа не доаѓаме нели до бремено заради тоа што немаме капацитет да тие понатаму се оплодат и се развие добар ембрион. А условите за чување се оптимални, не може да дојде до никаква манипулација, сега, јајната клетка е најголема клетка во нашиот организам, што значи има најмногу цитоплазма, меѓутоа има и најмногу вода. Процесот на замрзнување всушност представува излегување на водата од јајната клетка или витрификација и заменување со криопротектант. Водата од клетката се излекува за да не настанат кристали и при замрзнувањето да не дојде до повреда на цитоплазмата, односно на јајната клетка. Органелите, значи на деловите внатре во самата јајна клетка. Да пообјасниме, нели поедноставено. Кои што се клучни за понатаму нели составање на живот. Да. Значи тоа е техника. Така да тоа е доста, мислам, деликатен процес. Клетките се доста нежни, така да нели треба да се обрне многу внимание при нивно замрзнување. Сепак да се замрзнат јајни клетки кои што се зрели, кои што се со добар квалитет, значи да нема нели некои деформитети или слично, па подоцна нели кога ќе одмрзнеме јајната клетка да би дошле до некој оштетување. А се знае пред да се одмрзне, да речеме, после 10 години однапред ако се оштети при процесот на таа дехидрација и излекување на водата? Не би знаеле, нели тоа би го знаеле во моментот кога би се одмрзнала јајната клетка. Меѓутоа сепак тоа е многу мал процент. Значи доколку правилно се замрзне јајната клетка, понатаму одмрзнувањето би било исто така добро. Некаде до 90% има преживување и капацитет за оплодување јајните клетки кога ќе се одмрзнат, доколку тоа е направено во добро контролирана лабораторија, со добро контролирани танкови каде што се чуваат и многу добро, не добро, туку многу добро обучен персонал кој што сето тоа тој процес ќе го заврши, ве нека каже за колку минути треба да се замрзне, односно да се витрифицира една јајна клетка. Ние работиме процесот на витрификација, односно брзо замрзнување, така без кристали тоа што. Така да клетката нели претходно ја чуваме во инкубатор на 37 степени, сега ние треба да ја доведеме во течен азот на минус 196 степени. Така да разликата во температурата е преголема, значи ние во неколку минути сето тоа нели треба да го изведеме и безбедно да ја замрзнеме клетката. Да, тоа е некаде како 2-3 минути, колку трае целиот? Околу 15 на минути. 15 на минути. 15. И да се складираат во тие, како каже докторката, криотенкови. Криотенкови каде што имаме, нели ако било како дури 1 степен да имаме разлика во температурата, веднаш аларм ни сигнализира дека нели нешто не е во ред. И тогаш јајната клетка станува како што нели сакал и Волт Дизни да биде, станува вечна. И таа јајна клетка теоретски може и да одмрзнеме и после 200 години и од нејзе да очекуваме дека може да даде живот.
И тоа е интересно. Тоа е интересниот дел. Ја го повторно од целиот Матрикс, процес. документарец сега. Токму така. Или Интерстелар, Да. каде што се носат големи нели каде што би се noселе замрзнат материјал во вселената кога човечката раса би се осудила да Се пресели на друга да планета. започне живот надвор од Земјата. од земјата, да. И тогаш првото нешто што ќе треба да се направи е биолошки замрзнат материјал да се испрати заедно со тие интерстелар нели бродови, така да мислам дека за ембриолозите секогаш ќе има работа. Има вечна работа. Да, се надевам. Што понатаму? Понатаму сме имале секако пациентки кои што ги замрзнале своите јајни клетки и после неколку години дали сретнале партнер или нели заради некоја медицинска состојба сакале да ги одмрзнат. Сме имале успешно оплодување и сме имале бременост исто така од замрзнати јајни клетки. А може ли една смрзната јајце клетка да се сретне замрзнат сперматозоид? Може, од друга секако. банка и да Да. ги одмрзнете? Да. Замрзнуваме и сперматозоиди, исто така и тестикуларно ткиво. Секогаш кај мажите процесот е полесен, значи сперматозоидите секогаш се повеќе на број, сперматозоидите се најмалите клетки во организмот, што значи те имаат најмалку цитоплазма, најмалку вода, што значи кај нив замрзнувањето е многу побрзо, полесно, поедноставно, побезбедно. Помалку секунди. Да, зависно секако колку материјал имаме на располагање, меѓутоа многу побезбедно, сепак вообичаено И заради обемот, и заради... Да, концентрацијата на сперматозоидите е секогаш поголема. Така да досега најчесто пациентите замрзнуваат нели заради некои технички причини, доколку нели не се во можност во моментот да остават материјал и слично. Меѓутоа имаме и пациенти кои што заради здравствени причини, онколошки причини, значи оставаат материјал, го чуваат се додека нели не најдат и тие партнерка со која што понатаму би се оствариле како родители. Се чува во институцијата каде што се замрзнува материјал, тоа значи во тука во Нјуборн се чува. Тука имате. Да, имаме тоа не е сепак банка, туку е само како да датотека. Датотека, да, каде што чуваме материјал од наши пациенти, само за нив, значи секако тие кога сакаат се одмрзнува материјалот, се искористува или доколку не сакаат може да се уништи. Така да Сте имале ли некојаш пример во вашето искуство, нели, на 40 годишна јајцеклетка, да речеме, оние што се поризични на своја одговорност прифаќаат да бидат и на тие години? Да, имаме замрзнато јајни клетки, секако од постари пациентки, жени кои што сакаат нели сепак да се обидат и со своји јајни клетки. Ќе видиме кога ќе сакаат да ги одмрзнат и каков успех би имале. Така, тоа е процес, нели, кој и радостен на крај после одмрзнувањето и процесот на забременувањето, тогаш Исто така работиме и со замрзнати јајни клетки од кои што не стигаат од банка, односно донирани јајни клетки и донирани сперматозоиди. Тие значи по нашата клиника пристигаат со курир, значи во криотенкови посебни се носат тука. Во моментот кога треба да се направи оплодувањето, ние ги одмрзнуваме истиот ден и ги оплодуваме јајните клетки. Увознерова, што би рекла. Така, да, и тоа исто така целиот е контролиран процес, само што патува, нели, тој контролиран процес со авион до дестинацијата. И се превземат исто така, тој материјал се превзема веднаш се става во нашите криотанкови, кои што се фактички замрзнувањето, тоест витрификацијата се врши со течен насот. Дали вие ги прегледувате како институција или како што ги примате? Не, може да се проверат само кога ќе се одмрзнат. Значи тоа е додека не се одмрзнани, може се но одгатни. ние добиваме информација за тие клетки какви биле при замрзнувањето. Тоа се многу строго контролирани процеси на ниво на Европа и на ниво на свет. И апсолутно мора да бидат точни информациите што ни ги дава банката за тоа каков е материјалот што е замрзнат. Добивате како портфолио. Портфолио точно така, има и различен квалитет нели на сперма и посебна сперма на јајни клетки би требало сите да се зрели со добра морфологија. Се повеќе се заинтересирани луѓето, популацијата ширум светот за оваков процес на забременување? Па мислам дека се повеќе има потреба од оваа програма нели за донација на јајни клетки и сперматозоиди, секако има потреба и за донирани ембриони. За жал, да. И јас би рекла дека кога за да се спречи овој процес на донација на јајни клетки, односно програма на инвитро со донирани јајни клетки или сперматозоиди, би се спречило доколку на време тие пациентки биле информирани дека имале можност да ги замрзнат своите јајни клетки кога биле млади и да си бидат сами на себе донори во времето. Односно, 25 годишната Тања да донира јајна клетка на
50 годишната Тања. Тогаш кога ќе биде спремна да биде родител. Сега животот, човечкиот живот, должината и квалитетот е значително продолжена, но не и до недоглед, значи не одиме до недоглед со остварување на бременност и кај повозрасни жени, иако законски нема ограничување барем во нашата земја, сепак е многу подобро кога со свој сопствен генетски материјал ќе се оствари како мајка. Значи повеќе и подобро за неизе и медицински и финансиски и во секој поглед многу е подобро за таа жена да се оствари како мајка со сопствен генетски материјал. Затоа што на 45 нема да може да се оствари со сопствена јајна клетка тогаш извадена, но доколку замрзнела на 25 години или на 30 години, без никаков проблем таа пациентка, таа жена ќе се оствари како мајка со тие одмрзнати јајни клетки. Како иде процесот на тренинзите, значи како иде таа едукација, колку имаме луѓе од регионов кои доаѓаат на тие предавања, заинтересираност, колку траат и обуки? Да, низ, како да кажем, овој период додека работи Њумор, сме имале многу обуки, особено за одмрзнување и замрзнување, заради тоа што и замрзнувањето на јајни клетки малку подоцна се развива како техника. Така да сме имале доста обуки, конкретно од нашите соработници, од кои што ги добиваме медиумите, реагенсите, продуктите сите за замрзнување на јајни клетки. И на ниво на Македонија сме имали и тука директно во нашата клиника, значи луѓе кои што биле обучени за тоа и нас не обучиле. Така да тоа е еден доста интересен процес, значи луѓе кои што работат низ целиот свет, значи виделе многу различни, значи јајни клетки, сперматозоиди, начини на замрзнување, опрема, техника на замрзнување, да ни го пренесат тоа знаење. И секако би продолжиле, нели, понатаму да се обучуваме доколку имаме потреба од тоа. Додека потребата се раѓа од знаењето, од ова што сега го форсираме преку нашите подкасти, така што можам да завршам со една порака до нашите идни потенцијални латентни мајки кои ќе замрзнуваат нешто во нашите дома, во кујните, фрижидерите за замрзнување, да речеме, или сладолед и некои производи. Сетете се дека можеби не е лошо да замрзнете и ваша јајна клетка. Јас би рекла тука и би додала, тоа е како порака на овој подкаст до младите жени, затоа што еве сега учествувам во склоп на предавање едукација за матични гинеколози од страна на МАГО, Сдруженијето, и токму тоа го предавам, нели, што треба како матични гинеколози да им препорачаат на своите пациентки, е сега директно да се обратам до нашите потенцијални пациенти, дека да прават редовни контроли, каде што не само што ќе се прават брисеви, ПАП или вагинално обично ехо, туку во своји 20 години, туку и да се мери бројот на фоликули, да се бара, да се испитува антимилеријан хормон, кој што ќе ни каже каква е резервата и каков е капацитетот дури на таа млада девојка, може да има низок антимилеријан хормон, тоа значи дека резервата се намалува забрзано, значи бројот на јајни клетки се намалува и тогаш самата ќе може да дојде и да праша мојата вредност е, гледам дека е со ниски вредности, што да правам понатака или кај нас или кај својот матичен гинеколог. Значи, редовни прегледи, ултразвучни прегледи и антимилеријан хормон. Посебно доколку веќе достигнала до 30-та година, а не се остварила како мајка. Знам дека ова некако звучи шовинистичко, но за жал тоа е биологијата и јас само сакам со вистинска информација да допрам и да помогнам на тие жени да имаат, како да кажам, една репродуктивна автономност. Значи, да не биде притисната од времето. И перспектива. Да се чувствува дека може да се оствари како родител било кога, да не е притисната од моменталната финансиска или било каква ситуација, дека може да замрзне, посебно ако веќе е стигнала 30-та година, да размислува на тоа, да направи антимилеријан хормон, обично испитување од крв, кој што се прави во било кое време од циклус, било кое време од денот, и со тие резултати да се јави кај матичниот гинеколог или да се јави во некој од клиниките што се бави со третмани за инфертилитет, со инвитро процеси и кои што сите овие клиники се обучени да замрзнуваат јајни клетки. Не мора да биде њубор, нормално, може да биде било кое. И секако дека овој материјал
во сефовите е многу подрагоцено од колку сите оние златни полуги или пари или накици, оно што ставаме по банките и по сефовите, не е лошо да се размисли да си има еден Тоа е ваков буквално капитал. така и го викаме ние, така им кажуваме на пациентките дека тоа е буквално капитал. А ние јајните клетки ги викаме долу кога ги вадиме златници. Е, така. И постанете во добро здраве и чуете златници во сефовите на клиниките кои што во одреден период, кога вие ќе посакате, ќе ви помогнат да го доживеете најбавото нешто во животниот процес за тоа да станете остварени родители.